ова година, четврта година поред, го пинг-понгарскиот клуб Младост 96 го организира меѓународниот меморијален турнир Илија Карески Каре, со присуство на многу пинг-понгари од нашата држава, од Република Македонија, и оваа година имавме пинг-понгари од соседните земји Албанија, Косово, Грција, Црна Гора. Целта на сите тука присутни пинг-понгари, спортисти е една, да го продолжиме делото на Илија Карески, да се потсетиме на неговата работа, на неговиот труд вложен во пинг-понгот, за популаризација, развој на спортот, поточно на пинг-понгот, не само во Прилеп, туку и во Република Македонија и надвор од Република Македонија. Што ќе ни кажете за овие 2 дена, што се случуваше, што е она најинтересното? Така, овие 2 дена беа поделени по категории. Во вчерашниот ден надпреварувачите игра во младинските категории и сениорска апсолутна категорија, додека денеска надпреварувањата се ги имаат ветераните. Во вчерашниот ден имавме многу повеќе учесници, бидејќи самото како што кажав дека беа присутни и се надпреварува во категории U13, U15, U19 апсолутна категорија, додека денеска се ветерани кои што се надпреваруваат во категории 40-49, 50-64 и над 65 години. Импресиите се одлични, значи ние од година во година турнирот расте се повеќе и повеќе со многу пинг-понгари, како што кажав, и од нашата држава и од околните држави, така да ние како клуб и како организатори на овој турнир ќе се трудиме и во иднина да го продолжиме, односно да традицијата да не ја прекиниме, да си продолжи турнирот да се развива во еден добар турнир кој што ќе може да се надпреваруваат не само и од околните земји, туку и малку пошироко и од Европа. Вие како организација секогаш доделувате некои признанија на заслужни поединци, заслужни за придонес во пинг-понгот. Така, секоја година ние доделуваме плакети на заслужни поединци од областа на спортот, поточно во пинг-понгот, меѓутоа и на личности кои што допринеле како лично и со преку спонзорства и на разни други начини. Ова година доделивме ние 3 плакети, и тоа две плакети доделивме на пинг-понгари кои што го афирмираја пинг-понгот во Прилеп во изминатите години. Тоа се Гоце Тошевски, играч кој што се надпреваруваше долги години за Младост, потоа за Гранит, се надпреваруваше и за други екипи, а моментално е тренер на пинг-понгарскиот клуб Младост 96. Вториот играч на кој доделивме плакета е Милан Петрески. Милан Петрески не треба да го представувам многу, е 12-кратен првак на Република Македонија, потекло од Прилеп, е човек кој што дал многу за пинг-понгот, како во неговата популаризација, така и во неговиот развој на пинг-понгот. Додека третата плакета ја доделивме на градоначалникот Борче Јовчевски, на човек кој сите овие години од кога е на чело на општина Прилеп, несебично го помага овој турнир и дава голем допринос за успешна реализација на истиот. А во врска со резултатите што беа постигнати во тие посебни категории, имаше ли некои изненадување или сепак очекувани се? Добро, помали изненадување можеби имаше, меѓутоа освојувачите на медали беа оние кои што и претходно беа котираја дека ќе ги освојат тие медали. Само да напоменам дека играчот на нашиот клуб Антонио Стомнаровски го освои второто место во апсолутна категорија, додека во младинските категории трето место освоија Давид Јоновски и Трајче Марковски во U15, исто во женска конкуренција Леја Глигорова освои бронзен медал во U15 девојчина. Овој турнир некако е увертира во она што е уште позначајно ова пролет, тоа е завршницата од пинг-понгарската Суперлига, а таму претендирате како клуб Младост 96 на највисокото место. Па може ли Младост 96 и оваа година да освои нова титула, државен првак? Последните 4 години Младост 96 два пати е државен првак, два пати е вице-шампион на Република Македонија.
Ова година на полусезона сме убедливо на прво место со 9 победи без ни еден пораз, додека второпласираната екипа има 7 победи и 2 порази. Во недела почнува Суперлигашкото првенство, значи пролетниот дел. Влегуваме со истиот мотив, со истата желба, со истиот елан за освојување на шампионската титула. Така да се надевам дека во последните 5 години ќе имаме 3 шампионски титули и две вице шампионски титули, кои што ги кажав претходно ги освоивме ланската година и 2022-2023 година.